Така е, добро вечер, добар ден, добро вечер, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Добро, благодарам што сте тука. Вие сте единствениот председателски кандидат во моментов кој има обвинение од Кумановскиот обвинител, како вели, злоупотреба на службена положба и овластување. Се работи за некои градежни дозволи кои не сте ги издавале, изградба на високатница, но и покрај тоа што сте барале да бидете иземен поради пристрасност и селективно постапување во предистражната постапка. И гледате во ова политички прогон. Што наликува на политички прогон од времето на ВМРО до мене? Па, за мене не е нова работа. Моите политички прогони не се од времето на ВМРО да помана, туку од времето на оваа актуелна политичка гарнитура која што ја предводи СДСМ. Ке оставиме, времето ќе покаже и истрагата за што се работи. Не јас да бидам иземен, туку обвинителот. Требаше да биде иземен, го прекрши законот и поднесе обвинителен предлог, кој што не е конкретно обвинение, туку истиот ќе треба да го објасни во рамките на процедурите, да почекаме. За мене не е прв пат. Многу пати сум се соочил со овакви лажни, неосновани обвинувања, сите биле монтирани, креирани политички, мисля дека со тоа ќе му невозможат да можам да извадам потврда за да ја спрешат мојата кандидатура, но за жал нема да успеат, а обвинителството е на потек, бидејќи таму има професионалци, ќе треба да се произнесат за барањето. Обвинението не е за некои градежни дозволи, туку постапка за издавање на градежна дозвола со која што штитам јавен интерес на гимназија Гоце Делчев Куманово и детскиот диспанзер или школска амбуланта со отварање на претходно прашање согласно законот за општа управна постапка. Должен сум тоа прво да го утврдам, а потоа да продолжи и целосно постапката, управната постапка за обезбедување на градежна дозвола и ќе видиме, времето ќе покаже кој што бил во право, но секогаш кога ќе се стави на една страна приватниот интерес, а на друга страна јавниот интерес, јас сум должен и ќе го штитам јавниот интерес, бидејќи со тие објекти таму не се сложува ниту еден граѓанин на општина Куманово, бидејќи буквално влегуваат во дворот на школската амбуланта во непосредна близина на гимназијата кај што учат сите наши ученици, најголем дел, и мислам дека и од морално-етичкиот и од законски аспект сум апсолутно во право, но тоа е во овој момент во втор план. Зошто во втор, во прв? Затоа што во прв план е граѓаните да бидат... Значи, воопшто не е битно. Не ве вознемирува? Не ме вознемирува, затоа што знам сето тоа е креација. Со тоа се соочував и во време на корона кризата, ако се сеќавате, лажни обвиненија. Ако може еден адвокат да објави вест на Уставен суд која што не е објавена, е представник на таа страна, па дополнително да објавува за обвинението без при тоа обвинителството да не се произнесе, на што ви личи тоа? Тоа е подобро информирано од државните органи и институции. Добро, вие гледате политички прогон и како велите и на од страна на власта, но велите и на нивните сателити во обвинителство и Уставен суд за предизборно да ве дискредитираат. Зошто верувате дека тогаш ќе биде иземен овој обвинител? Па обвинителството е на потек затоа што аргументи има и постојат зошто има пристрасно постапување и кон мене, а и во претходни случаи кон членови на моје блиско семејство, имало и непристојни барања од негова страна, но во интерес на истрагата ќе оставиме да покаже. Инаку овој систем многу одамна е заробен, особено обвинителството и судството, час и чест кон сите оние професионалци во системот, но факт е дека влегоа многу луѓе кои што пристрасно постапуваат и едноставно енормно се збогатуваат. Кога ќе дојде времето да биде променета власта и да дојдат на вистинско место вистински луѓе, на кои што интегритетот, моралот и карактерот им е на прво место, тогаш ќе создадеме реален систем и она што сите го бараат, правна држава, а јас, доколку бидам избран за председател на државата, ќе дадам апсолутна подршка на таквиот процес и таквите суштински реформи. Еднаш во Македонија мора да се знае кој тоа седи на позиција и носи одговорни функции и едноставно казнивост мора да има за сите,
пристрасноста мора да се елиминира, мора да имаме непристрасни луѓе во системот и дополнително нови луѓе во политиката кои што без било каква опашка ќе можат да дадат допринос Македонија да се трансформира во современа модерна држава со сите атрибути. Имате такви луѓе? Дефинитивно да, многу луѓе има таков профил во знам и веќе мислам дека некаде до 24-ти јавноста ќе ги знае и ќе ги соопштиме и кои се тие наши луѓе, кандидати за пратеници, кандидати за носители на пратеничките листи во сите 6 изборни единици, штабот, штабската структура, а и сите граѓани на Македонија кои што се заинтересирани за политички активизам, во оваа прилика ги повикувам да ни се приклучат, бидејќи знам, движењето Знам за наша Македонија е нешто ново на политичкиот простор и мило ми е што успеваме да ги обединуваме луѓето без разлика дали доаѓаат од лево, десно или пак луѓе кои што никогаш до сега не се занимавале со политика. Но Бендевска и Минчев се стари. Па не И само Бендевски и ликови кои веќе се познати, велите дека нудите нешто ново, но тоа е Па не само одамна Бендевски и познато. Минчев, има и други ликови кои што биле во политиката, но луѓето немаат опашки зад нив. И ниту во еден момент кога имплементирале власт или опозиција, не се огрешиле кон законот. Значи, тука имате професорката Тодоровска, генералот Павле Арсовски, докторот Јасмин Циривири, професорот Бован Карапеовски и многу други лица, поединци, кои што имаат личен интегритет и што е најбитно став, кој што произлегува од заклучоците на сите седници на извршните органи на политичката партија Движење Знам за наша Македонија. Добро. Кој е вашиот рейтинг за председател заради тоа што фаворити цело време се веќе познати Стево Пендаровски и Гордана Силјановска? Па видете, Ви се сложувате со овие анкети? апсолутно анкетите кај нас се користат, еве, сите овие во континуитет, да се креира јавното мнение и многу успешно се користат голем број на медиуми да се пласираат сите тие невистини анкети. Сметам дека реалната анкета е кај оние кои што вечерва не гледаат пред малите екрани и ние ќе ја видиме веќе првата нивна реална анкета на 24 април, кога ќе се затворат гласачките места и ќе се пребројат гласовите. Значи, далеку од реални се овие анкети кои што се објавуваат. Ние работиме наши анкети Што и врз велат база вашите на анкети? тие анкети ги креираме нашите стратегии и како ќе се однесуваме. Не сакам ништо да преудицирам, оставам на граѓаните, но далеку се поразлични од бројките кои што се презентираат Јавни во се. јавноста. Добро, јавни се Ќе секаде во светот се јавни Значи, анкетите. јас како кандидат за председател ќе земам учество во вториот изборен круг и ќе го победам било кој кандидат од тие кандидати кои што ќе учествуваат во вториот изборен круг. Ако ме прашате како, исто така како што победивме и во Куманово на локалните избори. И тогаш се боревме ние со граѓаните против сите политички субјекти, сите можни коалиции, и македонски, и мултиетнички, и моноетнички, и албанските политички партии, плюс и ЛДП и така натаму, влеговме во вториот круг и извојувавме убедлива победа. Зошто? Затоа што единствената наша коалиција беше токму со граѓаните. Да, а не со СДСМ. Апсолутно не со СДСМ, тоа за мене е завршена приказна и верувам дека голем број на луѓе кои што сепак се активни членови или поддржувачи на тој политички субјект, а во моментов се и tekako разочарани од нивното делување и делувањето на лидершип во изминатава имплементација на глас од 6 години, дефинитивно ќе дадат поддршка на Знам, бидејќи Знам е една таква структура на луѓе која што сака да ги обедини македонските граѓани, а не да ги раскара во целост како што се раскарани во моментов. Добро. Велите да не ги раскарат. Говорите македонските граѓани сите, генерално. А тоа секое семејство е поделено. Но генерално, се едно дали се етнички македонци, албанци, македонски граѓани, на тоа мислите или само на македонците? Па првично македонците, како македонски народ, сме раскарани во целост, вие поради политика во едно исто семејство, двајца братучеди,
не разговараат. Ние имавме такви случаи на локалните избори кај што ги обединувавме таквите граѓани и доаѓаа заедно со нас. Имаше случаи кај што братучеди не разговарале поради политика повеќе од 15 години, доаѓаат во граѓанскиот концепт и едноставно функционираат заедно. Ако тоа функционираше таму, зошто да не функционира? Нас ни треба национално единство, ни треба дефинирање на национална стратегија по однос на нашиот македонски народ и дополнително отворен разговор со нашите пријатели, со граѓани од албанската и други етнички заедници, како тоа ние у суштина ќе го практикуваме мултиетничкото општество. Бидејќи во моментов и да бидам председател на државата, нема да бидам среќен доколку народот не ми е среќен, а првенствено не се разбира и не соработува. Јас сум најгорд на сите мои проекти како градоначалник, но особено горд на сите оние културни проекти кога на плоштад, на концерт ја гледам како пее Next Time, потоа Туна и други групи и младите си измешани, но главниот проблем е што тие млади македонци и млади албанци помеѓу себе комуникацијата за жал денеска во 21 век ја прават на англиски јазик и не се разбираат. Зошто? Затоа што нашите деца во ова мултиетничко општество се разделени уште од детска градинка и ние мора да работиме на кохабитација, инаку се иселуваат секој ден младите луѓе, а ние не можеме да формираме иднина без младите луѓе. Ако ми дозволите, сакам да ви дадам еден пример. Например, GDP-то во Македонија е негде нешто под $6,700 пер капита. GDP-то во Црна Гора е на 9.000. Во Бугарија, еден бугарин двојно повеќе придонесува во однос на македонецот, над 12.000. А и Бугарија е таму кај што е. Да не зборувам за еден грк, над $20,000 пер капита. Значи, ние не ги користиме нашите ресурси, дозволуваме да ни излегуваат од државата и за тоа сме толку слаби. Не им даваме опција на младите луѓе со нашите пари и нашиот капитал да создава дополнителен капитал и дополнителна вредност која што ќе го покачи GDP-то, а со тоа ќе се збогати и државата. Штом имате силна и богата држава, вие ќе имате силни политики да реализирате дополнителни проекти. Добро, од регионот генерално се иселуваат сите во помоćните. Да, но видете една Босна и Херцеговина која што беше долг период во војна, е исто така во GDP пер капита пред една Македонија која што немаше војна, имаше еден кус конфликт. Но поентата е дека вас пред очи ви заменуваат природните ресурси и завршуваат во приватни џебови на поединци. Имате богати индивидуи, сиромашен народ и сиромашна држава. Џабе ви е функцијата и председател на држава и премиер и се останато што го нуди власта доколку имате несреќни граѓани. Граѓаните не заменуваат само поради социоекономскиот момент, туку не сакаат да живеат во нефункционална и несредена држава, и недостоинствена. А нас тоа ни се случува на секој чекор. Да. Прочитав дека сте изјавиле дека во Македонија може да се формира, изјава во интервју, да се формира влада и без албанци. Во Македонија, согласно уставот и законите, може да се формира влада доколку се обезбеди 61 пратеник од страна на било кој политички субјект или било која коалиција. Традиционалните норми за пофункционална влада укажуваат дека секогаш е добро во владата да имате и албански партнер која што е најголемата етничка заедница покрај македонскиот народ во државата, дополнително да бидат вклучени и останатите етнички заедници, бидејќи таа влада ќе биде многу пофункционална. Тогаш зошто вакви изјави давате? Но Македонија не смее да дозволи, тоа беше одговор на господинот Изет Меджити во едно интервју, дека доколку не дојде до такво нешто, ние ќе разговараме за федерација или конфедерација. Тоа е недозволиво, видете, таквите изјави се кршење на уставниот поредок. Да. Добро. И вие со тоа потикнувате рушење на уставниот поредок. Видете, Билјана, оваа држава има устав, има закони. Сите се усогласени, согласно сите договори кои што Македонија ги има подпишано внатре и надвор. На 17 ноември
1991 година го донесовме нашиот прв устав. Работеа на него професорот Фрчковски, Лазар Китановски, да говориме сега попрецизно. Само да ви кажам за уставот, значи, од тогаш нааму 36 амандмани. Секое барање буквално е вклопено во тие амандмани на сите заедници кои што беа или сите договори кои што беа предмет на подпишување. И денеска вие да дојдете во позиција да уценувате и да кажете дека Македонија од прост тип на уредување република ќе ја трансформирате во федерација или конфедерација, тоа е директно кршење на уставниот поредок и затоа реков по Кумановски и кај вас ќе кажам и без петла свануе. Значи македонскиот политички фактор не смее во ниту еден момент да дозволи да биде уценуван од никој. Во спротивно ќе гледаме само една реприза од онаа што се случува последните 6 години, каде што СДСМ се распадна и распука по сите шалови, служејќи му како привезок на Дуи кој што е на власт повеќе од 20 години. Добро, ама ваквите изјави не ви одат во прилог на изборите. Каков председател ќе бидете на сите граѓани, а ги елиминирате албанците? Не елиминирам албанци, ќе ве молам да не ми импутирате такво нешто, значи па велите дека не може да нема, значи, многу албанци во владата. Многу вешто, јас не велам да нема албанци, многу убаво кажам може да нема. Може да се случи, согласно уставот и законот, а секако е добро да се има албански политички субјект како партнер во владата, тоа го кажам. Да. Инаку јас многу вешто и многу посветено работам во Куманово, токму со сите етнички заедници и буквално од позиција градоначалник испорачувам проекти во сите делови на градот, при тоа не делејќи ги граѓаните. Но не дозволувам никој да чепка во уставноста и државноста на оваа суверена и самостојна држава. И тоа ќе го правам и сега, а и во иднина доколку ја добијам позицијата председател на државата, бидејќи истата не само јас, граѓаните ја доживуваат како стожер на државноста, човек кој што ќе биде баланс помеѓу граѓаните, извршната власт која што со бич мава по законодавната власт, контролор на законодавната власт, кој што нема да парафира и подпишува закони по потреба на политичките субјекти, туку првенствено ќе ги сослуша граѓаните, нивните пораки и ќе ги врати одредени закони да бидат преиспитани во законодавниот дом. Ќе гради добри односи во соседството со сите наши соседи, дополнително ќе ги зајакнува своите меѓународни конекции на сите полиња во светот, при тоа посветено работејќи со нашите стратешки партнери во НАТО, ќе цели да ја внесе државата во Европската унија, каде што ние со тоа ќе одговорам и за уставните измени. Добро. И онаа што е најбитно ќе даде активен допринос за државата да функционира и биде правна држава, има реално владење на право, бидејќи неговата ингеренција во делот на именување, тоа е давање на предлози за уставни суди, па и во делот на монетарната политика. Значи судскиот совет се итекако значајни и битни. Не да се поставуваат само луѓе кои што ќе бидат слепи послушници, туку дополнително, значи луѓе кои што заедно ќе дадат допринос за да се направи функционална држава. Бидејќи не можете да имате вие држава доколку немате право и правда. А во Македонија се бореа сите за право и правда, добивме правна држава во функција на поединци кои што ја трансформираат во приватна својина. И ние мора тоа да му кажеме крај на секој кој што овие 30 години го работеше. Македонија е билјана наменска држава во моментов, на грст луѓе кои што се инсталирани и во едната и во другата партија и не му дозволуваат на народот да излезе од црно-сивиот свет. Тука е знам и ќе се бориме за тоа и верувам дека ќе успееме на тоа. Да, не заборавите. Одговорот за ЕУ, како ќе стане, велите, европска, знам ќе создаде европска земја без уцени и закани од било која партија, но прашањето е како без уставни измени. Па ние го дававме своето прво решение на Ако се сеќавате, јас бев прв кој што даде 3 решенија на оваа тема, еве последното ќе го цитирам во интерес на времето, а потоа тоа беше искористено како плагијат од лидерот на опозицијата. После лидерската средба, уставни измени, мене лично не ми пречи,
во нашиот устав да бидат спомнати сите наши граѓани. Но ми пречи што тоа доаѓа под притисок со уцени и со огромни негации од страна на Бугарија. Но таква е политиката, Можеби со тоа многу мора да се... подобро ќе беше. Добро. Доколку немавме никакво барање испорачано од таму, а ние да покажеме ширина како држава која што има космополитски погледи, дополнително дава еднакви права и можности на сите наши граѓани и да ги внесеме сите. Но дојде од аспект на барање и блокада. И Добро, затоа сметам дека тоа решение е соодветно да се донесат уставните измени, а нивната имплементација на амандманите да биде од моментот кога Македонија ќе биде полноправна членка на Европската Унија или договорот за прием ќе биде ратификуван во сите парламенти. Добро, во спротивно ќе имате нови барања. Барате нова преговарачка рамка практично. Апсолутно да, за жал ние сега согласно пропустите и Преспанскиот договор кој што се сеќавате нели актуелниот Како ќе ја добиете новата преговарачка рамка? Имате европски пријатели, каде лобирате? Кои се тие? Дефинитивно, првично. Ние мора да изградиме добри лични и пријателски односи со политичката елита која што и во Бугарија се менува, бидејќи дали Бугарија... имате веќе? Не, сите знаеме дека треба. Дали ваша вие и вашата партија и веќе сме повикувани и на одредени состаноци, обуки, дополнително сближување, бидејќи Бугарија беше една во минатото, во времето на Денков, веќе премиерот Денков е веќе поинаква. Не дали договоривте нова преговарачка рамка? Јас немам мандат, Билјана, да договарам нова преговарачка рамка. Но кога ќе добијам мандат, сигурно дека тоа ќе го сторам. Зошто? Првично треба да се релаксираат и релативизираат односите на релација Скопје-Софија. Ние овој проблем можеме единствено да го решиме со Софија. Од една страна си одиме, взаемно се почитуваме, се дружиме, а кога ќе дојде суштината на имплементација на суштинската подршка недостасува и доаѓаат непринципиелни предлози. Морате да имате армија на дипломати кои би работеле во знам и за вас. Како тоа замислувате дека ќе се договорите со Бугарија, ќе ги релаксирате и релативизирате односите? Видете, значи во моментов ние не го држиме ниту Министерството за надворешни работи, ниту пак председателската позиција. За да се релативизира и реши овој проблем, одговорноста ја имаше актуелната власт и видовме дека 1 милиметар не се помести. Во рамките значи на кампањата ние ќе излеземе со конкретни предлози, со конкретна програма и секако еден од истите предлози ќе биде и решение на овој проблем. Како? Ќе слушнете кога ќе почне кампањата. Па добро, може би вас ви звучи смешно, но мислам дека ако излезам сега да ви елаборирам програма во студио, после една седмица ќе добијам заклучок од Државна изборна комисија дека сум го прекршил законот и затоа не би сакал како некој. Но имате план. Дефинитивно да, и план и капацитет да го сториме тоа и ние ќе го сториме. И европски пријатели дали имате? Да, дефинитивно имаме европски пријатели, но ние во моментов нашава подршка ја бараме тука, бидејќи македонците и сите граѓани на Македонија, вклучувајќи ја ги сите етнички заедници, се тие кои што бираат во оваа држава. ЕУ, државите се наши партнери и нашите соседи исто така, но тие не избираат овде во државата, бираат тие што не гледаат пред малите екрани и ние ќе ја бараме првично поддршката од тие граѓани за да добиеме легитимитет, за да можеме од аспект на одредена позиција да бидеме релевантни и да ја представуваме државата во таа фаза на преговори и разговори, но на крај Билјана се решава на маса. Се разбира. Во дипломатија. Апсолутно. Да. Но релевантни, освен
на маса и во Македонија морате да бидете и во европски и светски рамки, Значи, за да менувате преговарачка рамка. Градиме Тоа се големи односи, амбиции. Градиме односи, но ние тоа не го рекламираме. Ние сме нов политички субјект Добро. кој што се регистрираше пред неполни 3 месеци, кој што формираше голем број на организации и ќе продолжи да формира многу голем број на организации по сите градови. Секојдневно ни пристапуваат нови членови. Јас сум им благодарен на сите тие луѓе кои што ни пристапија до сега и сите оние кои што се заинтересирани, и секако дека ќе изградиме сериозна инфраструктура од сопартици, но и поддржувачи кои што не мора да бидат членови, и ќе ги употребиме нивните индивидуални вредности во делот на решавање на сите овие наследени проблеми. Ќе мобилизирате бидејќи ние не некаква сме дипломатска креаторот на армија? проблемите. Дефинитивно ќе бидат добро. искористени сите капацитети и потенцијали со кои што располага и партијата, но и дополнително експерти кои што не припаѓаат никаде, бидејќи ние Добро, нашата можете смеат да борба во припаѓаат делот на каде меѓународна било. поддршка го изгубивме токму во сите постапки за сите договори на маса и во крахот на нашата дипломатија, која што за жал е непрофесионална, бидејќи имајте голем број на дипломати професионални кои што ви седат во Министерството за надворешни работи, додека го гледаат мојот против кандидат доктор за дебело црево, господинот Бујар Османи, како ви игра фудбал во кабинетот на господинот Груби. А врвни дипломати од кариера ви се ставени на страна, добиваат шанса и не представуваат дипломати кои што биле партиски послушници, активисти и така натаму. Значи, една дипломатија се создава со децении и децении. Ке ве вратам на периодот 45-та, кога се формира СФРЈ. Тито ги остава сите дипломати од кралска Југославија и ги употребува, бидејќи вие дипломат не можете да го создадете за 1 или 2 години. Значи тоа е концептот. Сакате да ги искористите, така да кажам, тие старите треба да бидат во функција дипломати. на државата, дефинитивно да. Добро. Што ќе се случеше доколку СДСМ ве кандидираше за градоначелник на Куманово? Немаше да бидете, ниту да постои знам, ниту пак да бидете председателски кандидат. Јас со СДСМ многу поодамна расчистив, тоа е една теза која што излегува од тие кулуари при недостаток на давање на аргументација. Која теза? Дека СДСМ што ќе се случило доколку СДСМ ме кандидирало, јас со СДСМ од кулари поодамна. ова прашање не излезе, ова е мое прашање. Значи, јас ќе ви кажам дека тоа излегува как од кулуарите на актуелното политичко раководство на СДСМ, кое што е најодговорно за фијаското во кое што дојде една државотворна партија денеска и е под нивото на еден политички субјект кој што имплементира власт 7 години. Не, моето прашање е да тие сгрешија што не ве кандидираат. Дефинитивно Така. да одам на избори, да ја барам поддршката од граѓаните и видовте што се случи. Дефинитивно не само јас, туку и движењето во Куманово, кое што го формираме по граѓанска иницијатива, победи во сите параметри при изборот на советници. Денеска имате 9 советници од концептот за наше Куманово, 6 од СДСМ, Но ништо од тоа немаше да се случи. Тоа не, сигурно или ќе се случеше тоа, или ќе се Порано или случија подоцна. сериозни реформи во СДСМ, но за жал првично бев тргнат од извршниот одбор, дополнително од централниот одбор, и јас и други неистомисленици, а денеска се уште нема решение. Но тоа е зад мене, Билјана. Јас сега си го работам концептот на знам заедно со сите мои истомисленици и со голем број неистомисленици и од СДСМ, но верувајте ми и луѓе од ВМРО ДПМН, а најголем број неистомисленици кои што никогаш не припаѓале никаде. Добро, на крај сме на емисијата. Ќе доаѓате и повторно во време на кампањата, се разбира. Благодарам што бевте гостин. Ми беше чест, ве поздравувам и вас и гледачите. Благодарам што не гледавте. Пријатно.